Доколку чувствувате гребење во грлото, доколку имате проблеми во мачи кијавица, солзење со очите, не ја менувате фреквенцијата на вистинско место сте, можеби да имате и пролетна алергија која што туку што започна. Токму затоа на тема пролетни алергии денес заедно со мене пулмо-алерголог Камилија Бушлетич од Аџи Бадем Систина. Докторке, добро утро и добре ни дојдовте. Ви благодарам што ќе го споделите вашето знаење поврзано со оваа тема со оглед на тоа дека веќе секој македонец страда од алергии. Ајде прво за пролета покрај променливото време, како што веќе споменавме и како што и гледачите може да видат, те е топло, те е студено. Со себе пролетното време носи и низа алергии. Се чини дека и кај помладите и кај повозрастните во периодов се јавуваат истите симптоми. Генерално, како последица на што се јавува алергија во организмот? Па, многу работи. Значи, меѓу другото, наследството е во голем дел, може да кажем, создава една база за да после со провокации од надворешна средина тие гени се манифестираат и се јавува алергијата, која што може да биде и во раната возраст, но и подоцна. Алергиите дефинитивно се во еден голем пораст. Особено од 70-тите години од минатиот век наваму, што се поклопува со тоа што живееме во многу по, да кажам, средина, кај што имаме добар комунален систем, подобар квалитет на вода, храната се подобро термички обработува и како паѓаат инфективните заболувања, така растат алергиите, што е во основа и на една посебна теорија која што е многу интересна и која што денеска се смета дека е објаснување до некаде за она зошто алергиите ни се во таков подем. Таа е теоријата која што се вика хигиенска теорија. Тоа значи јаката хигиена која што ја имаме не дозволува на нашиот одбранбен систем да доволно се изгради за да ги препознае и оние бактерии кои што се добри, а кои што ни се неопходни во организмот, започнувајќи од нашиот стомак, од цревата, кожата, грлото и носот, и кои што ги уништуваме со тоа што превише термички обработуваме здраво храната и не ни дава можност да он созрее и ги запознае бактериите кои што ни создаваат одбранбен систем кој не брани понатаму од алергии. Значи, обратно, модерното време ги носи алергиите, а ги намалува инфективните заболувања. Тоа значи дека тоа што децата помалце ги пуштаме надвор да играат, што помалце домашни миленичиња имаме дома, што сме изолирани од селото, ни не прави по, да кажам, осетливи на алергиските заболувања и прави да нашиот организам не ги препознае работите кои што обично не се штетни по нас. Тоа се, значи, поленот од дрвата, понатаму разни лекови, разни храни, да во тек на времето и животот стануваме алергични на нив. Така, ќе ги поканам и гледачите, доколку сакате со ваше прашање, доколку имате некој проблем поврзан токму со денешната тема, може да ни се јавите, доктор Бушлетич да одговори на вашите прашања и да ви помогне. Да ме искористат мене наместо доктор Google. Ете така, и попаметно, затоа што нели сите некако сакаме да се лечиме токму преку интернет, а дознаваме и симптоми кои што не вадат од памет. Не само тоа, него интернетот е веќе толку достапен и многу работи се изнесени кои што не се вистински, а и оние што се вистински, ако не сте професионалец во тоа, може погрешно да го сватите, па да потоа си направите компликации во животот кои што и како сериозно ќе ги влечкате понатаму. Така, споменавме веќе околу тоа што се може да биде последица за да се појави алергијата, предизвикувач. Често се споменува, докторке, поленовата алергија токму во овој период, велат се јавува од март, па трае до јуни. За каква алергија всушност станува збор? Па, тоа се први полени се дрвата, значи не секој пат од само од овој период, некој пат и во февруар можат да почнат и на почетокот дури, се зависи од тоа колку ни е топла, колку ни е ладна зимата. Значи колку е ладна зимата, толку поленската сезона се одложува или обратно почнува порано. Со самото пупање на дрвата, значи поленот е тој кој што нашиот организам не го препознава како нештетна материја, туку како штетна и го активира имунолошкиот систем.
и затоа се јавуваат на местата на контактите на пуленот со нашиот организам, како што се очите, носот, значи грлото, симптомите на кивање, созење на очите, црвено, значи црвенило на самите очи, кашлање може да се јави или да се испровоцираат и други заболувања. Прво се тие полени на дрва, негде од почетокот на мај почнува веќе и тревата, трае до крај на јуни и со тоа завршуваат пуленските алергии, но во ова време, затоа што во пролета имаме често пати доста влага, можат да бидат и мувлите. Со тоа што мувлите се целогодишни алергии, но се потенцираат во периодот на пролет. Докторке, често може да се направи и забуна, затоа што ова е променливо време, па може и настинка да се јави. Како да направиме разлика меѓу настинка и алергија? Како да препознаеме што е она што е, да речем, алергија, а што настинка? Па само врз основа на симптомите е тешко, заради тоа што ако ви се јавува прва година алергија, па дури и втора во овој период, често пати се мешаат со вирусните инфекции. Но ако сето ова се повторува во исти периоди и обично оди и со чешање, плюс значи вирусните инфекции не одат со чешање на очите, чешање на носот, но симптомите на кивање, солзење, течење од носот се поклопуваат и за едната и за другата работа. А ако пациентот приметува дека отприлика во исти временски период му се повторува секоја година и со тек на време дури станува поинтензивна, тогаш треба да размисли дека можеби не се работи само за вирусна инфекција, дека можеби се работи за алергија. Бидејќи алергијата не е болест од која што, нели, ако е лесна и ова се умира, но може да остави последици, бидејќи еден алергиски ринит, значи воспаление на носот, со тек на години, ако не се третира, може да заврши со една алергиска астма. Не дека астмата нема да му помогнеме да ја совлада и да ја третираме, но зошто да не се спречи ако за тоа постои можност. Така. Има ли некој период, најчесто луѓето со период ја поврзуваат алергијата, има ли некој период на време траење, колку, да речеме, некој 2 месеци или 3, каков е тој период во кој што можеме да имаме симптоми на алергија, па да знаеме дека тоа е тоа? Се зависи од на што сте алергични. Значи, овие поленски алергии се пролетни алергии. Тие се времени, значи во сезоната додека е поленот, но кога се работи за алергија на домашна прашина, односно на тие паразити кои што живеат во домашната прашина, алергија која што е на мувла, тие се целогодишни алергии, со тоа што во периодот повторно на поленот, значи на пролет и на есен, алергијата на домашна прашина се потенцира. Значи, сезоната и времето на траење на алергиските манифестации зависи од тоа на што сте алергичен и дали на тоа што сте алергичен е постојано присутно во тек на цела година или времено. Значи, тоа ви го диктира времето на траење на симптоматологијата. И уште една работа се јавува и кај повозрастните, се јавува и кај помладите и кај децата. Има ли некоја одредена возраст во која што треба да сме повнимателни или нема правила? Па, овие поленски алергии обично се јавуваат најмногу во тинејџерската возраст, таа поленска грозница што се вика, додека пак алергиите на храни можат да се јават во тек на целиот живот, со тоа што на различни продукти има една склоност повеќе во дечија возраст, а на други продукти ке повозрастните. И во дечијата возраст обично алергијата на храна може да се изгуби, а во возрастната популација, ако ви се јави подоцна во животот, обично останува до крај на живот. Нема правило. Значи нема младост и нема старост, нема возраст кога се работи за алергиите. Така, имаме гледач, јас би сакала да му дадеме предност. Добро утро. Добро утро, представете ни се и може да го поставите прашањето до доктор Бушлетич. Добро утро. Повелете. Овде е на баба. Повелете. Кажете си го проблемот. Би сакала проблемот. да прашам докторката, се работи за внуче 8 години. Па овака некако во последно време секој 3 месеци му се појава уток на устната горе и ќе му стават инекцијалите земни или ќе се смири и после продолжува да го пие тоа сирупче една недела и така. А меѓутоа во исто време е и настинат, носето му тече, грлото го боли. Дали е алергија или пак е од настинката, вирусна инфекција некоја или?
Ви благодарам, ова е една Ако- загрижена Баба. бабичка и ве поздравувам што ни се јавивте. Имаме уште еден гледач. Повелете? Ало, Повелете, господјо, кажете ни вие кое е вашето прашање? нашето прашање е, јас испитано имам сегдека алергија, никдека алергија не ми наводјат, а редовно скоро на месец дена и може и секоја недела да отечам во лицето и во устата, јазикот, се. Алергија никдека немам пронајден. Сите институции што постојат, све сум ги испитала. Добро. Благодариме и на вашето јавување. Докторке, ајде ако може За да одговориме. првото за детето, значи чим тоа се настинки и поврзано е со вируси, најверојатно не се работи за алергија и ако трае неколку дена таа симптоматологија додека е вирусот, тогаш значи тоа не е алергија. По однос на другата госпоѓа, проблем е што ние не секој пат може да докажеме што е причинителот на алергијата. Тоа отекување кое што се јавува кога госпоѓата е испровоцирано со најверојатно некој алерген, но тестирањата кои што се прават не е возможно да ги покријат сите алергени. Се што се наоѓа околу нас може да биде причина за алергија. Ако симптоматологијата се смирува со лекови кои што се даваат за алергија, сигурно на госпоѓата и се давани, тоа е потврда дека она има некоја алергиска реакција на некој алерген кој што ние може и да не го докажеме. Тогаш, всушност, пациентката треба да води дневник самата, што во тој ден кога и се јавуваат овие манифестации на лицето, што јадела, што пиела, кои Што би козметички какви лекарства средства, зела. така, лекарства, кои козметички средства ги користела и да ги запише во една тетрадка и да се види во еден определен период со неколкократно повторување на ова симптоматологија, што се повторува во твој дневник и на тој начин може да се најде што е причината за овие симптоми. Значи, не мора секој пат да најдеме што е причина, затоа што докажувањето не секој пат е едноставно. Докторки, уште еден гледач ќе вклучиме. Добро утро. Добро утро. Ало, Да, повелете, господја. јас сум уште. Докторка ви дава објаснување. Така, добро. Така. Се надевам дека сте задоволни во тој случај. Пријатно. Баш го споменавте ова, а веќе имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Ало, Повелете. добро утро. Добро утро, повелете, ве слушаме. Вака се работи за 3-месечно бебенце. Нон-стоп и солзат од чинјата. Да, и ги бришам со газичка, ми кажа Камилица да не ја ставам, пошто се уште е мала. Добро. Ви благодарам и вам на јавувањето. Докторката, се надевам дека доволно слушна. Да, значи, ако е само солзење на очите и 3-месечно се уште е мало дете, за алергиски реакции најверојатно очните канали не се отворени, би требало да се јави кај педијатар или кај очен лекар да се провери дали тоа е евентуално причината. Така. Зашто само со солзење на очи неке да се работа и возрастен не одговара баш. Докторке, тешко ли се воспоставува еве сега и со оглед на јавувањата диагноза за алергија? Што се е потребно да се направи, какви тестови, колку тие тестови може со сигурност да донесат дека ете баш ќе се потврди резултатот? Толку веќе ние во секојдневниот живот станавме оптеретени со алергијата, да и за многу други работи викаме алергичен сум на нешто. Се мешаат и три поими, значи едно е алергија, друго е интолерантност, трето е осетливост. Значи тоа мора да го разграничиме, бидејќи се става на еден ист куп. За да имате алергија, мора да ни е активен, значи, одбрамбениот систем. Симптоматологијата на интолерантноста е исто како алергијата, но не го вклучува имунолошкиот систем и трета работа е преосетливост. Значи, и јас и вие може да пиеме кафа и едно од нуз-ефектите на кофеинот во кафето е срцебиење. Кај мене може да се јави на првата шолја кафе, кај вас на 10-та и ние пак и тоа може да го тумачиме како една алергија на кафе, а уствари една нормална одговор, значи, на пиењето на кафе, само што јас сум можеби преосетлива од вас. Значи, затоа треба прво да се разграничи дали симптомите кои што ги има пациентот се навистина алергија.
Тоа е едниот проблем. Другиот проблем е како го спојата што ние никој пат може и да не најдеме на што значи пациентот е алергичен, затоа што тестовите кои што сте прават се во ограничен број и обично се на алергени кои што најчесто предизвикуваат алергија во популацијата. А сепак тоа што го кажува господјата, се да, алергиски алергиска реакција и она што постојат сега секојдневно и нови сознанија и се шири значи дијагностичкиот пристап кон алергиите да вие гледате дека пациентот има алергија, тестовите се негативни, а има локално симптоми за алергија. Значи и тоа е еден тип на алергија и не секој пат е лесно да поставите дијагноза. И затоа само врз база и на тестови кога имате, значи да не се поставува секој пат дијагнозата и покрај тоа што ќе направите се што ви е на располагање. Затоа не треба доктор Google, значи треба да се јави кај алерголог кој што се занимава со тоа, за да не си го искомплицира понатаму животот оној кој што има симптоми кои што може би се алергиски, но може би да значат и друга болест. А докторке, има ли воопшто лек за алергијата? Алергијата кога ќе се јави останува до крај на животот. Овие лекарства кои што ги даваме се симптоматолошки. Значи, они делуваат само на тегобите да ги ублажат или да ги се изгубат, се додека е трајањето на лекот. Единствено нешто што делува на промена на природниот тек на болеста е таа имунотерапија што се дава, но и таа не е доживотен. Значи, она помогнува да во определен период во тек на имунотерапијата и после тоа вие станете толерантен, значи го поднесувате алергенот на кој што реагирате. Но дефинитивно излекување до овој момент нема. И за крај, еве една препорака, како да превенираме, како да ги олесниме тегобите кои што може и да ги добиеме во одредена возраст од животот, рековте, може да се јави во подоцнежни години и порано. Значи, може ли да се превенира, може ли да си го олесниме животот и со алергија? Животот може да си го олесниме заради тоа што има соодветни лекарства кои што ќе ни помогнат да се намали симптоматологијата. Препораки општи оние кога знаете на што сте алергичен е прво да се избегнува контактот со алергенот. Многу е тешко за аероалергените, значи оние кои што се наоѓаат во воздухот, еве како пролетните, тогаш се препорачува да се користат еркондишните, значи да и во ауто и во домашни услови, да пациентот не се движи во периодот кога е сонцето, заради тоа што тогаш нивото на поленот е најголем. Битно е да исто така се храниме здраво, колку што може здраво. Ако го споменуваме ова со храната, так. Многу често последните истражувања велат дека и поради тоа што повеќе термички обработуваме храната, тоа дека и главна причина е. Тоа е таа хигиенска теорија затоа што имате ли некои препораки за храната, ева, каква треба да биде храната? Значи, за термичко мора да ја обработуваме храната, меѓутоа има една препорака да не се плашиме да се спрљаме, вика. Значи, да не трчаме одма и за децата и за нас, значи да трчаме одма да значи треба да се мијат рацете предобро како дојдете во контакт со болна особа после користење на тоалетот, секако и утоа да се остави малце природата да работи и за нас. Значи да децата престојуваат повеќе во природа, да има домашни миленичиња, да работиме сите на еден поздрав воздух, да, значи, консумираме помалце алкохол, да физички бидеме активни, пошто зголемената телесна тежина ствара склоност поголема према алергии и према алергиски и други, како астма и други заболувања, и да колку можеме го избегнуваме стресот. Затоа што стресот исто така доведува за една поизразена алергиска реакција. Значи, се она што се смета да и начинот на исхраната не користиме многу антибиотици без потреба, што денеска се злоупотребува, затоа што они ни ја менуваат нормалната флора, нормалните бактерии на стомакот, на цревата, кои што делуваат заштитни. Бидејќи и користење на јаки средства дезинфекциони за кожата, исто така не ги менуваат оние бактерии кои што ги викаат фремли бактерии, бактерии кои што ни се пријатели и кои што ни овозможуваат да нашиот имунолошки систем се зацврстува и препознава, значи, бактерии кои што се штетни. Значи, не по секоја цена да живееме во една стерилна средина, а децата да ги ставаме по звоно. Да ги пуштаме уште од рана возраст да излегуваат и да се дружат со своите врсници.
Доктор Буштетич, многу убава порака ни пренесовте. Ви благодарам многу за гостувањето. Се гледаме во друга прилика. Благодарам и на вас.